Дали конкретно каде што се случи сообраќајната незгода ќе има семафори, колку има такви да кажеме црни точки во градот каде што треба на друг начин да се реши сообраќајниот проблем? Ако го гледате деталниот урбанистички план што е таму предвиден и што за жал никој не го реализирал досега, таму треба да има подземен или надземен премин, не е семафорско решение. Токму заради тоа да речам и регулирањето на тој начин не било во фокусот на веројатно градските власти. Зошто претходно и тоа не го извеле како премин, навистина мислам дека сите добро знаат. Ние во моментов заедно со општина Аеродром работиме на изнаоѓање на сообраќајно решение кое што треба да биде одобрено од страна на Министерството за внатрешни работи како надлежен орган за регулирање на сообраќајот и во рамките на градот и ќе излеземе набрзо со такво решение. Верувам дека ќе ги согласиме и мислењата и потребите на граѓаните. Сепак, немањето на семафор не значи, никогаш и не смее да значи, дека на кој како ќе му текне може да вози 150-200 низ градска средина. Значи не можеме и дури и да има семафор, јас ќе се извинам на изразот, таква будала кој што убива луѓе по улици, не можете да го спречите. На вистина мислам дека човек кој што вози над 100 км на сат во градска средина, очигледно не се семафорите и мањето или немањето причина. Со неодговорноста на луѓето да помислат дека кога седат во автомобил всушност на извесен начин употребуваат оружје против пешаците, велосипедистите, мопедистите, е работа која што веројатно секој од нас треба да се замисли. Дали има или нема семафор, некој кога вози 150 едноставно е за мене, пак ќе речам, може би грубо звучи од моја уста да излезе, меѓутоа на вистина не можам поинаку да дефинирам човек кој што одлучил да вози со 150 км на сат низ градска средина. Вакви мерачи претходно имаше поставувано низ Скопје, колку тие имаат дадено резултати и кои се другите мерки кои што ќе ги преземете за подобрување? Значи во рамките на оние ингеренции кои што не толку многу за жал ги имаме како град Скопје за регулирање на сообраќајот, ние го правиме максимумот. Овие дигитални мерачи ги поставуваме онаму каде што ние мислиме дека се најпотребни, тоа се средните училишта, бидејќи овдека гравитира сериозен број на деца секој ден. Ич да не е, нека бидат опомена кога ќе види секој од возачите колку вози, нека биде опомена да помисли дека се наоѓа пред училиште. Она што ние можеме да го направиме, да направиме квалитетна сигнализација на овие точки. Дали некој ќе ги почитува тие прописи, да речам, тоа веќе е надвор и од ингеренциите на градот и ингеренциите на градоначалникот, дури надвор од ингеренции на полицијата. Токму она што го одговори претходно. Како можете вие да спречите ако некој нагази да вози 150 по Партизанска или по булевар Србија, или тоа се градски улици? Од 1900 сообраќајни несреќи во првото тримесечие за 2018, речиси половината се во Скопје. Најчеста причина е прекомерната брзина на и алкохолизираната состојба, и алкохолизираноста на возачите. Вие како градоначалник го чувствувате Скопје во моментов како безбеден град во однос на сообраќајот? Во однос на тоа што градот треба да го направи, да, во однос на тоа дали луѓето секогаш се придржуваат кон правилата, навистина станува збор за субјективен однос на секој од нас како учесник во сообраќајот на различен начин. Пак ќе кажам, вие како град, како градоначалник, како администрација, вие како новинари, можеме и секој ден да апелираме. Меѓутоа, што тоа може да влијае на некој што ќе одлучи дека ќе вози низ градот 150 км на сат? Дали треба, мислите да се зголемат казните, да се биде поригорозен во тие поини во вакви ситуации, трајно одземање на возачка дозвола? Па не, ова што се случи нек ни е кривично дело за кое што се оди во затвор. Значи не е тоа дека е сообраќаен прекршок. Кај овие зголемените брзини на 30 км на сат и согласно сегашните законски решенија следува одземање на возачката дозвола. Меѓутоа, тоа очигледно не сите ги спречува. Дигитализацијата на градот во која што јас очекувам дека ќе влеземе, може да придонесе за зголемување на безбедност. Освен ова што ќе го поставите во околината на Боров Петрушевски, каде што спомнате дека има и ваков мерач, всушност и вчера беше удрен пешак, дали нешто дополнително ќе поставите и таму на булеварот Александар Македонски, бидејќи навистина многу често се случува да бидат удрени пешаци. Значи таму имаме регулација и со сообраќај, имаме и хоризонтална регулација во форма на пешачки премини, поставуваме и дигитален мерач за да секој види колку вози.
еве ќе бидам отворен кон вашата идеја, ако мислите дека нешто подобро може да биде поставено, да ја прифатам и да ја разработиме таа идеја.